По повеќе од 2,5 децении под лупа Македонија конечно излезе од постмониторингот на Советот на Европа. Парламентарното собрание во Страсбург со резолуција оцени дека државава направила напредок во демократијата, владеењето на правото и човековите права, а од сега ќе се следи како и другите земји членки преку редовен механизам. Во резолуцијата се нотира напредокот во клучните демократски стандарди и се признава политичката волја за исполнување на обврските што Македонија ги презеде со членството уште во 2000 година. За премиерот ова е признание за демократијата која владее во земјата и сите процеси кои ги мониторира Советот на Европа. Од Страсбург, од Советот на Европа, кој што вели Македонија како држава е зрело демократско општество, владее правото, нема замолкнување на слободна новинарска мисла, се почитува слободата на говорот и дека таа држава е зрела да понатаму ја гледаме како навистина зрела демократија. За разлика од другите земји од Западен Балкан, сите се или во постмониторинг или во мониторинг, вклучително тука зборам и фронтранерите. Усвоената резолуција е заснована врз извештајот на Сибел Арслан од Швајцарија и Џозеф Орайли од Ирска, при што Советот ги поздрави мерките што властите во Македонија ги презедоа за реформа на судството и обвинителските служби, како и работата на владата на предлог законите за судскиот совет, јавното обвинителство и советот на јавни обвинители. Усвоениот текст го истакнува и брзото формирање на коалицијска влада по парламентарните избори во мај 2024, која покажала политичка волја и посветеност целосно да ги исполни своите обврски преку нејзината континуирана соработка со телата на Советот на Европа, вклучително и Венецијанската комисија. Советот ги повика властите да го реформираат изборниот законник со спроведување на преостанатите препораки на Венецијанската комисија и ОДИХР на ОПСЕ. Во работата на јануарската сесија учествуваше и македонска парламентарна делегација, предводена од заменик шефот Иванка Василевска, заедно со претениците Бекем Кјоку и Бисера Костадиновска Стојчевска. Претеничката Василевска оцени дека одлуката е јасен сигнал од Европа, посочувајќи фер изборите, мирната смена на власта, изборот на прва жена председател и резултатите во борбата против корупцијата, кои, како што рече, се потврдени од Греко. Значењето на мониторинг процесот е нагласен и во односите помеѓу Советот на Европа и Европската Унија. Постои координиран пристап во мониторинг механизмите на Советот на Европа, односно парламентарното собрание со Европската Унија и другите меѓународни организации. Со ова завршува 26 годишниот процес на следење на исполнувањето на обврските преземени од земјите членки според условите на статутот на Советот на Европа, Европската конвенција за човекови права и сите други конвенции вклучени во рамките на организацијата на кои се обврзале земјите членки.